Уважувани представници на видовите, благодарам за присуството. Дозволете да го изразам ставот мој личен и на партијата во однос на вчерашните случувања во Трубарево. Имено секогаш кога премиерот ќе се најде во ситуација да не може да изменаџира и не може да најде решение за проблемот, се некој друг му е крив. Изминативе 15 месеци прво имаше следење од дронови, имаше обиди за дестабилизација, понатаму хибридни напади, еве сега нешто се случува организирано од разни странски центри на МОКТА. Мислам дека ниту еден премиер до сега не се осмелил вака да злоупотребува ситуацијата во однос на безбедносната сфера на земјата, ниту пак да ги злоупотребува безбедносните инструменти во земјата. Од оваа влада не видовме ниту едно решение на ниту еден проблем, ниту едно предолг решение на овие сериозни проблеми кои што се напластуваат изминативе години и пол како ВМРО, ДПМН и коалицијата е на власт. Ако беше така како што кажува премиерот, ако навистина сме под напад, закана, некои хибридни напади или некои странски центри на МОК, тогаш прво требаше да заседава Советот за безбедност. Требаше на терен да излезе армијата, требаше на терен и во јавност да излезе министерот за одбрана. Требаше да се активираат сите безбедносни служби во државата, требаше да се извести НАТО како наш стратешки партнер. Ништо од тоа не се случува. Се ова на што премиерот се вади е практично само една пиаровска драма, нема никаква акција да се решат проблемите и ова е навистина доказ за едно дилетантско водење на државата. Практично овој тим нема капацитет државата да води како што треба. И благодарам. Имате ли конкретни предлози за решение? Покрај критиките се да, еве го моето мислење, дозволите да кажам две, еве да кажам три работи што мислам дека треба да се случат. Прво треба да се земе предвид и да се направи анализа што зборуваше ВМРО ДПМН пред 4 години пред тогашните локални избори. Тогаш ветува расчистување на депониите, да ве потсетам, и паркови на тие места. Ајде да видиме докај се со таа работа. Ајде да видиме дали воопшто почнале да остваруваат или да работат на дел од ветувањата кои што ги дава пред 4 години. Еве завршува мандатот на нивните градоначалници. Се за што ветуваа е полошо и еве се случуваат вакви трагични ситуации кои што сериозно го загрозуваат здравјето на граѓаните. Втората работа што треба да се направи, треба да се направи детална анализа, сметам, на сите институции, сите депонии кои што работат во земјава. Ајде да се превенира некоја следна криза. Имаат ли сите лиценци? Сите ли се на доволно далеченост од населените места? Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. И трета работа, најконкретно, во однос на вчерашниот настан во Трубарево. Треба да се поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажаа тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владиниот портпарол рече дека никој не се јавил во центарот за згрижување кој што го ослободиле тука во непосредна близина, значи немало соодветна евакуација, иако најавиле дека треба да има. Понатаму треба да се измери количината на диоксини, на фурани, на јаглеводородни честички во воздухот, не на PM честичките. Тоа не е проблем во моментов. Треба да се испита количество на тешки метали во земјата. Никел, кадмиум, олово. Зошто е тоа битно? Поради тоа што е можно тие тешки метали да влезат во синџирот на исхрана. И утре да е загадена земјата во близина таму во полињата кај што растат прехранбени продукти. Треба да се испита и водата. Сите изотопи кои што не се растворили во вода ќе се детектираат. И тоа сметам дека час поскоро треба да го направи некоја странска акредитирана лабораторија, да не сведочиме на овие смешни изговори на Институтот за јавно здравје, директорка дека се нешто немала, не знаела, не била спремна и така натаму. Кажете ми за
изборите во Кичево и Струга немате ваши кандидати, чии кандидати ќе поддржите? Во тие две општини и во другите општини каде што ние практично немаме шанси за победа со оглед на тоа што се мултинационални, кои што имаат други помокни партии. Јас го слушав гласот и пораката и желбата на партиските членови, еве на овој начин да се смени таа парадигма, да дадат подршка на нивно барање, на луѓето на кои што најмногу им веруваат, кои што имаат капацитет да ја водат општината согласно програмата, согласно личните познанства, за да еднаш започнеме да размислуваме малку поинаку, малку надвор од политичката кутија во која што се наоѓа. Зошто во Илинден кандидиравте поранешен ВМРО-вец? Затоа што сметаме дека пред се и на прво место го ставаме капацитетот на човекот, тоа дали може да оствари програмата, колку сме компатибилни во овој момент на тој дел, какво разбирање има со луѓето кои што утре треба да работат на кампањата, тоа се членовите на СДСМ.